Цивил медија. Почитувани гости, јас секогаш сум бил практичен во моите дискусии, како во собранието, така и тука денеска ќе бидам. Немам напишан текст да ви дадам, него ќе покушате да ме снимите она што сметате дека треба да го евидентирате. Сакам само да укажам на една работа дека од претходните дискутанти слушавме големи, мали партии и така натаму. Јас не се согласувам со таа констатација од причини што може имаат бројна луѓе повише во политичка партија, додека при регистрација на партија и ние собираме 1000 подписи, што викате мали партии, и тие големите собираат 1000 подписи. Значи сме еднакви во делот на пререгистрација на политички партии. Еве и сега користам прилика, ние сега собравме 1000 подписи, а регистрирахме повторно партијата, меѓутоа единствена партија во Република Македонија, која е со новото име Партија за целосна емансипација на ромите од Република Северна Македонија. Тоа е прва партија, секогаш сме биле први, така и сега. Регистрирани сме и да знае јавноста дека еве веќе од 12 сега претходниот месец, 9 веќе сме како партија во Република Северна Македонија. Сега би се навратил малку да ве подсетам дека ќе има господине Дерала и почитувани гости, ќе има многу зборување околу тоа, дали ќе има 2, има 3 предлози, има со 8 предлози, ќе има и уште многу други. Меѓутоа, јас сум поддржувач и подписник на иницијативата за една изборна единица, од причини од тоа што ќе излеземе на терен, ќе одиграме утакмицата, кој ќе победи, тој ќе иде понатака. Тоа е нормална работа, така треба да се прават, а не треба да правиме кривини лево-десно како што имаше до сега. 6 кривини не можеме. Лично сметам и јас како лидер на политичка партија и како пратеник во собранието, сакам да се соочам со мојот собствен народ, да видам како мисли мојот народ за мене, а како мислат другите граѓани. Затоа што од Дебар до Гевгелија ќе може да гласа секој еден за мене. Не дека сум ром, па мора само ромите да гласат за мене. Верувам дека имам авторитет и во другите етнички заедници, каде што ќе добивам поголем број на гладови. И да нема прак. Излегуваме на утакмица, кој е победник, тој ќе си иде дале. Кој нема, ќе остане. Нема што 8-3-2. Видовме дека овој модел не чини. А ќе ви кажам зашто не чини. Да не беа бомбите. Знаете ли вие денеска ние што ќе бевме? Монархија. Оваа држава ќе беше монархија. Зашто? Луѓето ни заминуваа надвор, останува гласачите на таа политичка партија која беше на власт и која ги организираше изборите, можем да кажам, експерти за фалсификување на избори, и така го правеа тоа и во секое време кажува дека ќе владеем уште 20 години. Не случајно и направена е таа зграда на владата на Република Македонија, да се качи монархот од горе и да мавка на народот, еве јас сум уште тука, да ќе има многу други работи што треба да се вратиме малку назад да се подсетиме. Во делот на избирачкиот список, ако се сеќавате 2011 година, јас кажав јавно дека во Македонија нема 1.860.000 гласачи, него има 1.360.000 гласачи. И едно 7 дена се вртеше во медиумите, дали сум во право, не сум, од каде се тие податоци и други работи. Јас реков дека податоците се од државата. Ние имаме 1.360.000 осигуреници кои се осигурани здравствено во Република Северна Македонија. Без разлика вработен, невработен, сите имаат право на осигурување. И тој список постои. Тоа го кажа и директорката Змејковска кога беше на седница на влада, која беше ВМРО на власт. Рече, ние имаме 1.360.000 осигуреници. Толку имаме и гласачи. Не ги рачунаме тинеџерите. Од тие 1.360.000, 360 нека се тинеџери. Остануваат 1.000.000, така. Еве 300.000 и 400.000 отишли надвор. Пак се вртим околу таа бројка дека има 1.360.000, 1.400.000 гласачи во Македонија. И таа бројка кога и тогај ќе излезе, а тоа ќе го докаже пописот кој ќе направиме. И затоа инсистирам да биде една изборна единица. Верувам дека ќе
повеќе пратенички места ќе добиеме, може и ќе се излажам, ама ќе ја знам мојата моќ каква е во политиката и како сметат граѓаните на моето делување во политиката. И тука ќе расчистам со себе, што викаше и министерот за локална самоуправа. Може нема да добиеме сега, може наредните избори ќе добиеме. И овој изборен закон би предложил, не е тука министерката, но веројатно ќе слуша на некој видео. Треба да се обрне големо внимание кога ќе се прави овој закон. Не да се прават закони како што ги правиме и сега во собрание, каде што ни покажуваат многу негативности во текот на имплементација на законите кои се носат во собранието на Република Северна Македонија. Затоа треба овој закон да се убаво разгледа можностите и, што е многу битно и најбитно, што е во делот донесувањето на овој една изборна единица овој закон, да учествуваат сите политички партии. Зашто треба да има една изборна единица? Затоа што помалите заедници, ако имаат политичка партиципација поголема во парламентот, ќе имаат поголеми резултати за средување на сите односи од сите заедници. Сега оваа изборна единица една не може да пројде ова година, со сигурност ви тврдам, има несогласување од другите поголеми партии кои не сакаат да има сега, меѓутоа би предложил, ако не чаат, тогаш дај барем за наредните избори сега да го изгласаме, да го приготвиме законот, а наредните избори било кој да се среди овој закон да има една изборна единица. И на крајот ќе завршам со тоа што слушам секој ден излегува некоја си треќа опција, четврта опција, пета опција, ќе излега овој. Те излегуваат од продукт што веќе се познати производителите на тие луѓе. Од иста партија излегува некој друг продукт и вика ја ќе правам трета опција. Тоа е изумрена работа. Треќа опција е една изборна единица во Република Северна Македонија. Благодарам. Цивил медија.